Јас сум Кристијан Балевски од прва органска задруга, производители на органски бадеми и органски јапонски јаболки и мед. Многу малце млади луѓе се занимаваат со земјоделие, така да полето е широко за работа и мислам дека секој кој што сака да се пронајде во нешто, ако има некоја замисла за оформување на некоја плантажа со некоја култура, секако дека ќе може, бидејќи условите се прекрасни во моментов, да, има субвенционирање од државата, има земја под закупот, може да се земе ако има во вашиот регион, например, каде што живеете, да поставите некоја култура и да бидете успешни во неа со малку повеќе литература, читање и правилните агротехнички мерки на плантажа да се спроведат, секако дека ќе извадите добар продукт. Ние произведуваме органски бадем, органско јапонско јаболко, сушено јапонско јаболко и го пласираме на македонскиот пазар моментално. Планираме некогаш да има извоз, кога ќе се опремиме малце повеќе со механизација, малце да ги доопремиме производствените капацитети, што ги имаме и тие три продукта ги развиваме како органски продукти. Значи не се прскаат без пестициди, без хербициди, без никакви додадени вештачки химикали, туку работиме само на исклучиво органска храна. Прво, најбитно, мислам дека е промената, значи треба да бидат навикнати дека се менува, се тече и дека треба да бидат и они во тек со времето. Потоа да превземаат ризици, најбитното е тоа, бидејќи без ризиците, ако не пробате да инвестирате во некој бизнис, не може вие да очекувате дека ќе добиете лото, а уствари не сте уплатиле ни еден тикет. Така и во бизнисот општо, а и во земјоделието. Ако не посадите нешто, нема да очекувате дека нешто ќе ви даде некој плод. Така да ги охрабрувам да ризикуваат и да бидат подложни, да бидат во тек со промените, бидејќи ако не се менуваат, нема да се смени ништо и резултатот ќе им биде ист на крајот од денот. За институциите. Видете, во приватниот бизнис ние многу не сме зависни од институциите. Треба да се подобрат, да го пратат бизнис секторот, да бидат респонзивни на времето во кое што живееме. Тоа значи да ги олеснуваат проблемите, а да не се чека на шалтер за што и да е, но за сега мислам дека тоа оди на подобро комуникацијата со институциите, бидејќи имате неколку, еве конкретно во нашиот бизнес имаме неколку министерства со кои што функционира Министерство за земјоделие и економија, не толку, ама Министерство за земјоделие, царина. Не го оправдувам тој феномен, бидејќи ако исто напорно работат тука во сопствената држава, како во каде и да би отишле на негде, дали во Америка, дали во Германија или каде и да е, истите резултати ќе ги добијат тука. Но тука, знаете како, познатата таа со кафето, сите седат и кафе пијат, а никој не работи ништо. Уствари, кога би работели и тука 12 часа за некоја цел да исполнат, ќе ја добијат целта на крај. Не е во ред да се вика дека ништо не може да се смени, ништо не може да се направи, а уствари сите не преземаат доволно иницијатива за да направиме некоја промена конкретно во наше општество. Направивме доста промени кога бевме и на факултет и сега останува да продолжиме со тоа, да го наоѓаме правиот начин како да промениме нешто. Прво да промениме што можеме околу нас, па после и пошироко. Ние почнавме со органска храна, го работиме тој сегмент, институциите го помагаат производството, помагаат развој, имате ИПАРТ фонд, имате фонд за иновации. Ако сте доволно иновативни во нашава држава и ако сте подложни на промената, ќе најдете начин како да реализирате некој проект и тој проект да ви биде успешен, но треба истрајност.